Chicks like you, give us a good name, use your body for the fame game. Иако се очекуваше цената да достигне сума од $30,000, албумот Sage Peppers на Beatles ги сруши рекордите со конечната понуда од $300,000. На аукцијата е продаден легендарниот албум со подписите на сите членови од групата Beatles. Непознатиот купувач не сакал да го открие својот идентитет, а за купениот албум кавер му завидуваат бројни колекционери. Албумот бил подпишан во 1967 година од четворицата членови на легендарниот бенд. Претходниот рекорд за подпишан албум кавер на Beatles беше продаден за $150,000 за копијата од албумот Meet the Beatles. Анджелина Джоли, која што е амбасадорка на добрата волја на УНИЦЕФ, финансирала основно училиште за девојчиња во областа близу афганистанската престолнина Кабул, каде што живеат голем број на бегалци. Но хуманоста на Джоли не запира тука. Познатата актерка планира да финансира уште вакви училишта со продажба на колекција накид, која што ја дизајнираше заедно со Роберт Прокоп, а која е пуштена во продажба од денес. Джоли исто така финансираше училиште за девојчиња во источен Афганистан, кое беше отворено во 2010 година. Джоли самоволно стана амбасадор на добрата волја на УНИЦЕФ и редовно ја посетува сиромашните лица и оние на кои најмногу им е потребна помош. Таа неодамна во улога на амбасадор на канцеларијата на Високиот комесаријат за бегалци на Обединетите нации, заедно со британскиот министер за надворешни работи Вилијам Хейг, го посети женскиот камп за бегалци во Конго. Освен Конго, Джоли ја посети и Руанда, каде што им оддаде почит на жртвите во геноцидот во 1994 година. Италијанскиот суд и наложи на модната куќа Dolce & Gabbana да плати казна од 343 милиони евра, плюс камата поради тоа што наденочните власти не им пријавиле приход од неколку милиони евра, пренесуваат италијанските медиуми. Меѓународниот моден гигант планира да вложи жалба на таа одлука за да биде плаќањето суспендирано. Модната куќа Dolce & Gabbana, според зборовите на италијанската АДН Кронос агенција, го прекршила законот, имајќи предвид единствена цел, а тоа е стекнување финансиска корист. Доменико Долче и Стефано Габана се обвинети дека од 2004 до 2005 година контролата врз своите мерки да ја префрлат на фиктивна компанија во Луксембург, со што го избегнале плаќањето данок во Италија во износ од 420 милиони евра. Обвинителите наведуваат дека основањето на нивната компанија Гадо во Луксембург е обид да ја излажат државата. Пејачката Анастасија во јануарија прекина својата турнеја откако докторите повторно и диагностицираат рак. Но и покрај борбата со ракот, таа продолжува да работи на новиот албум. Анастасија со оваа болест се бореше и во 2003 година. Таа и тогаш и сега откри дека емотивно се празни и собира сили за борба преку пишувањето текстови и својата музика. Таа ја продолжува битката со ракот, но и со голем ентузијазам и љубов работи на својот нов албум. Таа планира албумот да биде готов до крајот на годината, доколку евентуално нејзиното здравје не се влоши. Но досега, како што потврдиле нејзини блиски пријатели, таа успешно се справува со оваа болест. Chicks like you, give us a good name, use your body for the fame game.